Почитувани, основното јавно обвинителство предводено од Љубомир Јовески мора по службена должност, по допрен глас, да отвори случај по завршниот исказ на првоосомничениот во случајот Рекет. Јовески мора да излезе од скутот, од пупката на Зоран Заев, истиот Зоран Заев, кој што е јасно посочен во судница, и да се почне да се постапува согласно надлежностите на Љубомир Јовески, бидејќи и со непочитување прави злоупотреба на својата положба и овластувања. А тоа е спротивно на законот, над кој не смее да биде никој, ниту Јовески, ниту Зоран Заев. Прво обвинетиот во случајот Рекет јасно и недвосмислено посочи на потребата од вештачење на неговиот телефон, каде што јасно самиот посочува на комуникација на пораки од Зоран Заев, во кој е можно да се открие влијанието на Зоран Заев врз правосудниот систем. Среде судница, во завршни зборови за најголемата криминално-рекетарска афера во Република Македонија, во која се вмешани и јавно обвинителскиот систем и судството, посочено е на постоење на пишена порака, испратена и сочувана во телефон од 16 април лани, во која Зоран Заев, од позиција на премиер на Република Македонија, на прво обвинетиот му порачал: дојди да се видиме и ќе ги соочиме доказите. Почитувани, Зоран Заев мора да каже што му презентирал на прво обвинетиот во врска со доказите. Зоран Заев мора да каже од каде биле доказите кај него. Ова не е прв пат Зоран Заев да споменува, дури и лично да зборува за увид во докази во полициски и судски процеси. Тоа во демократски систем, каков што не сме, не е дозволено. Зоран Заев должи одговори првенствено пред јавното обвинителство, кој што мора, нагласувам, мора јавниот обвинител по службена должност, по допрен глас да отвори предмет по наводите од првоосомничениот во случајот Рекет. Мора да бидат вештачени телефоните на првоосомничениот и на Зоран Заев, телефоните од каде што според зборовите во судницата биле испратени и зачувани по раката, внимавајте, 2 недели пред Зоран Заев, како што сам вели да го пријави случајот Рекет во обвинителство. Доколку основното јавно обвинителство остане во пупката на Заев, тоа е скандал кој што не само што крие вистината за Рекет, туку и фрла огромна дамка врз сликата за правосудството во Македонија, потврдувајќи и засигурувајќи го јавниот сомнеж дека Љубомир Јовески и Вилма Русковска го штитат Зоран Заев. Почитувани, ВМРО ДПМН не подклекнува, нема компромиси со криминалот и по тоа сме различни по моралниот кодекс. Со вакво правосудство, со ваков јавно обвинителски систем во скутот на Заев, добивме хибриден режим, добивме систем со криминал, неправда и сиромаштија. На тоа наскоро ќе му дојде крајот. Ви благодарам.